Најново издание на емисијата Нега и здравје, во него гостин ни е доктор Владимир Димитриевски од стоматолошката ординација Македон Дент од Тетово. Најпрво добро дојдовте. Добро најдов. Така, како денешна тема ја одбравме парадентозата, за да објасните што значува ова заболување, кои се симптомите и како се третира. Најпрво, значи, да објасниме што значи парадентоза. Прво да кажам дека парадентозата е само дел од поширокото заболување што се вика парадентопатија, во народот повеќе познато како парадентоза. Парадентопатија е едно заболување на потпорниот апарат, значи на апаратот што ги држи забите во вилицата, во устата. Значи, стоматологијата не е само наука за забите, туку и за потпорниот апарат и за цела устна шуплина. Што значи тоа? Дека може забите да бидат во беспрекорна состојба, но потпорниот апарат што ги држи во функција забите, може да дојде до нивно заболување на потпорниот апарат и до расклатување и паѓање на здрави заби. Парадентопатијата уште се вика болест на здрави заби, затоа што забите може да бидат во беспрекорна состојба, а да испаѓаат, значи да почнуваат да се луксираат, односно да се клатат и да испаѓаат. Што може да се означи со ова заболување? Сите промени, од најбанални, каде што се манифестира само со воспалување на забното месо, така наречено во народот, или тоа е гингивата, стручно кажано, со најблаго воспалување е само почетен дел од сите други промени што настануваат ако не дојде до третирање на тие воспалувања. Потоа се појавуваат така наречени задни џебови, каде што се појавуваат меѓу забите, каде што доаѓа до натоложување на храна, на сите воспалителни агенси и доаѓа до продлабочување на гингивата, односно до повлечување на гингивата и појавување на некои од симптомите, која во рана фаза се беззначителни, а од друга страна со тек на времето стануваат и текако проблематични и проблематични за пациентите. Сега можам да кажам дека после кариесот парадентопатијата е најзастапено заболување во устната празнина. Можам да речам дека скоро секој втор пациент што доаѓа кај нас на преглед во нашата ординација има барем некој вид на акутни воспалувања на гингивата или пак више почетни стадиуми на парадентопатија. Во кој обем сето тоа го има? Можам да речам прво да кажам дека од рана возраст ги забележуваме. Значи, многу рано, да не речам уште во адолесцентниот период може дури да ги забележиме тие воспалителни промени, а да не спориме како што идат годините понатаму, тие се развива скоро кај цела популација. Во однос на тоа како да ги распознаваме парадентопатијата од другите воспалителни процеси, може да кажеме дека тие се сите поврзани. Сега зашто, како настануваат, зашто настануваат, етиологијата до ден денеска екзактно не е позната. Значи не можеме да кажеме стрикно од ова е настанато. Има многу причинители што би можело да се вбројат во причинители на овие заболувања. Во раната возраст се јавуваат прво најосновна хигиената. Хигиената е број 1 за превенција на ова заболување. Заради тоа што ако соодветна хигиена не се одржува, доаѓа до наталожување на меки наслаги, што се наталожуваат околу забите и на забното месо или на гингивата, што предизвикува до појава на воспалувања, така да можете да ја забележите околу забите како црвени петна и почнува самата гингива да крвари. Тие се првите симптоми што секој од нас ќе може да ги забележи. Дури се појавува, дури на спиење, ќе станете сабали, ќе видите крвав трак на перницата. Тоа е више кај воспаление што се од понапредна фаза. Сега, стручно, тие се делат на повеќе
фази, прва, втора, во зависност од колку милиметра доаѓа до повлечување на гингивата, али да не навлегуваме во толку детали, за да може да ме сватите, секое крварење, секој болна сензација дава сигнал дека треба да го посетите вашиот доктор и да ги слушате советите на докторот. Така, кои се последиците? Нели започнува со крварење на непцата, доколку се игнорира тоа, се воспалува, така, што понатаму? Исправно прашање, што понатаму. Целата работа е во тоа што ако хигиената прво не се одржава како што треба, доаѓа до натоложување, како што реков, на меки наслаги. Тие меки наслаги со тек на време впиваат калциум во себе од храната и се стврднуваат. И ќе видите околу забите како едни бели петна што се тврди, што не можете да ги исчеткате со четкица за заби. Со тек на време тие стануваат уште потврди, поголеми, ја притискаат гингивата, значи месото го притискаат и доаѓа до повлечување на забното месо, на гингивата во надолна линија. Сега што се дешава? Почнува, значи, големо воспалување, крварење и осетливост на забите. Ќе осетите дека ќе пиете ладна вода, доаѓа до болна сензација. Друга една работа што исто така, лош мирис од устата. Многу често се јавува. Зашто се јавува? Меѓу забите, значи во тие триаголници кај што треба забното месо да затвори, тоа со тек на време се повлекува, на тоа место се задржува, има голема задршка на храна, која преку текот на ноќта се распаѓа и са бајле кој ќе станете имате лош мирис во устата. Од почеток само со миењето на забите ќе можете да го изгубите тој лош мирис од устата, но со тек на времето тие џебови стануваат се поголеми, почнуваат да се јавуваат такви конкременти под гингивата и стануваат се поголеми воспалувања, се поголемо повлечување на гингивата. Со тоа проблемите стануваат поголеми. Првите симптоми од напредната фаза почнуваат да се нишаат забите. Више во таа фаза целата работа е на многу повисоко ниво и многу потешко се третираат овие проблеми. На секој 6 месеци, затоа се препорачува на секој 6 месеци да се посети вашиот стоматолог со цел да се да се исчистат сите овие заостанати конкременти под гингивата, да се исчисти забен камец, да се исполираат забите, да се тргнат тие меки наслаги. Со тоа ќе допринесеме да може гингивата слободно да си го затвори својот дел, да си ја врши својата функција. Затоа што забниот камен прави да забната функција на гингивата биде спречена, немаме правилна прокрвареност на гингивата, со тоа доаѓа до спречување на функцијата на забната субстанца околу забите, така да во првата фаза повлекувањето е само на забното месо. Со тек на времето и коската, значи подпорниот апарат, што го држи забот, исто и он се повлекува и добиваме таа луксација, помирување и почнува целата, заборавив да кажам дека целиот апарат, подпорен апарат е зафатен. Обично не е фатен само еден зап. Тоа е цела устна, целата вилица, со тоа што некогаш предните долни први се на удар или четворки, петки горни се први, али не значи дека и другите заби не се зафатени со таа работа. Така. Има ли посебна терапија освен или чистењето на забниот каменец? Забниот каменец, чистењето на каменец и она нормално одржување, тоа спаѓа во нормално одржување на оралната хигиена. Додека ако се примети стоматологот дека имаме појаки воспаленија, во првите фази доаѓа до обработка на тие џебови, значи има посебни инструменти за обработка, значи да се исчистат сите тие подкопани места. Многу е битно да кажам, заборавивме да кажеме за етиологијата зашто настанува. Некои теории кажуваат дека парадонтопатијата е наследно заболување, дека доаѓа од дедо, прадедо, не знам,
така што генетски се потврдува дека многу често ако родителите имаат такво заболување, многу често и децата го наследуваат тоа, но не мора да значи. Има и други теорија дека е како инфективно заболување, мада со денешните испитувања се гледа дека не е така, затоа што не се префрла од еден на друг. Така да може да кажам дека е склоп на повеќе агенции што прават да се појави ова заболување. А има ли ризични групи? Дали, пример, диабетичари или секако, некои? сите оние заболувања што прават прво сува уста. Значи, каде што прават да состојбата на устата биде, или пак луѓе што јадат леплива храна, што се наталожуваат околу зъбите, се места каде што многу полесно, почесто се наталожуваат овие агенции и доаѓа до појава на оваа болест. Доста диабетесот, како го спомнувате, тоа е една од многу честите групи на болни, каде што заради слабата прокрвеност, значи не само на екстремитетите, туку и во устата, на зъбното место, доаѓа до појава на парадонтопатија. Но не мора да значи. Имам јас доста и диабетичари што редовно си чистат, мијат и сите други работи и немаме појава на парадонтопатија. Така да тоа е само ризична група, не значи дека е 100%, да. Не е тоа 100%. Сега како понатаму со третман. Самата технологија во 21 век иде понатаму и се уклучени и ласерите како едни од најдобрите решенија за ваквите третман на овие заболувања. Прво треба да се разграничи од кој тип на парадонтопатија е. Ако имаме пурулентни или парадонтопатија каде што имаме пратени со зајагнојувања, со такви последици, прво може да се третираат и со антибиотска терапија. Но антибиотската терапија се сведува само за одредени. Не значи дека јас ќе се напијам антибиотик и ќе ја решам. Тоа е најмалце во овој случај. Само за одреден тип на парадонтопатија тоа може да делува. Сите останати форми на воспаленија на гингивата не се третираат со антибиотици, напротив, тоа се третираат со добра хигиена и со ласерски третмани. Сега да ви објаснам што, затоа што кога ќе се слушнат луѓето ласер, мисла дека нешто Вселената, не знам тако, не е ништо страшно, не е ништо Вселената, туку се користи една физичка метода, еден зрак, што е во овој домен од црвена област, значи ниско интензитетен ласер, што значи дека во самата устна шуплина ласерот не може да повреди ни едно ткиво. Значи, не боли при терапија, никакви штетни последици, освен тоа што на самата гингива, на зъбното месо, со доволен интензитет и со доволно време траење се поминува со ласер. Што прави ласерот? Ласерот прави да биостимулативно делува на гингивата. Мембраната на клетките, се малце постручно да се објаснам, мембраната на клетките станува попропустлива под дејството на ласерот и со тоа прокрвеноста на тие клетки и прехраната на тие клетки станува подобра, автоматски со тоа и со подобра прохранетост на тие клетки, тие сами себе си се лечат. Значи, затоа се викаат биостимулативни ласери, значи ласерот стимулира клетката да се само одржи и да се развива. Обично тие третмани траат околу 15 на минути, 6 до 7 дена во текот на неделата, значи без никаква болка, без никакви штетни последици. Освен, од друга страна, ласерите се само штетни на зеницата на окото. Само да ви кажам дека од друга страна луѓето ништо не осеќаат додека се прават третман, али да ви кажам која е јачината на ласерот. 40 секунди во зеница на окото и може да ослепете. Значи, од друга страна, не се тие без никаква, да речеме, терапевтска работа во самата устна шуплина.
Затоа при терапија со лазер се носат и заштитни наочари, што ги гарантираат безбедноста на очите. А овие терапевски процедури треба да се повторуваат еднаш годишно, а ако има потреба, се прават месечно или на 3 месеци контроли, за да се види самата боја на гингивата. Многу е лесно да се види дали е во ред гингивата, односно забното место, по бојата на самата. Ако ја има на ливидно црвена боја, е во добра здравствена состојба. Ако е она жарко црвена или такво, одма се забележува дека има воспалување на гингивата. Сега има и други методи, што на локално ниво треба да се каже дека успехот со лазерот зависи во кој стадиум ќе дојде. Ако е во прв стадиум, значи во почетниот стадиум, скоро 100% е решението. Ако е во втор или трет стадиум, каде што повлекувањето е 3, 6 и 9 мм, лазерот не може да направи чуда, може единствено да ја успори или да ја забави така, или да ја спречи во некој степен целата процедура. И сега има и други методи што се хирушки во решавање на ваквите проблеми, што пациентите ретко се одлучуваат, доаѓа до хирушки методи, а најубава работа е кај тие пациенти каде што е во напредна фаза, да имаме комбинација на двете методи, значи лазер заедно со хирушка метода, така да се гингивата се качува на повисоко ниво, се стават и вештачки коски, се звучи многу лоша, а во секојдневна пракса има решение за секој проблем, тоа е. Така да решението во денешни услови е многу поголемо него што било пред 10 или 15 години. Значи технологијата се менува, начинот пристапот се менува, па и навиките на луѓето се менуваат. Почнуваат да јадат здраво, многу е поздраво да ја изедеш една јабука него сникерс. Така да, затоа што јабуката чисти ушната празнина, дека сникерсот се лепи, па ако не предизвика кариес, гингивални промени сигурно. Така да луѓето стануваат многу посвесни и доаѓаат, читаат. Гледам дека доста и со појавата на интернет доаѓаат со работи, со прашања што многу посвесно него што било пред 10 години. Сега објаснивте тоа што стоматологот прави во ординација, меѓутоа што може пациентот да направи во домашни услови? Дали е потребна некоја построга хигиена од редовната? Исто добро прашање, затоа што пациентите имаме два типа на пациенти, некој што многу се грижи и некој што не се грижи воопште за својата хигиена. И двете страни имаат негативни последици. Прво да кажам за тие што не одржуваат хигиената, уште спомнавме пред малку, кај тие што не одржуваат хигиената, степенот на прогредирање на оваа болест е многу брз. Значи, ако некој не чисти, не мие заби, не одржуваат, прогредира болеста, да не речам, многу брзо. Додека, од друга страна, е премногу голема хигиена. Што значи премногу? Доаѓаат пациенти каде што денеска 10 пати измиле заби. И тоа не е во ред. Зашто? Имав такви пациенти и можев да видам појава на парадонтопатија кај такви пациенти од механичка природа. Значи, затоа што цел ден со четката во уста прават до механички дразби на гингивата и гингивата се штити. Тоа е начинот на кој гингивата се брани од секојдневни иритации и она се повлекува. И доаѓаат пациенти и викаат: "Абе, јас цел ден ги мијам забите, види што имам." Да, доволно е 2 до 3 пати, да напоменам што е нормално. 2 до 3 пати од 3 до 5 минути, да речеме 3 минути, нека биде некоја средина, е доволно. Многу побитна работа е начинот на миење заби, не е само времето. Тие кружни движења се многу побитни
него време траењето. Некој може и со сати да седи со тако, ако правилно не ги мие зъбите, ќе дојде до појава на некој од овие воспалувања. Зашто? Затоа што четката кога се иде хоризонтално, предниот дел на зъбот е убаво исчистен, а страничните делови набиени со храна. И се од надвор зъбот го гледате убав, фино, а внатре набиено, баш таму кај што треба да биде исчистено, ние сме го само набиле храната, се балеко ќе станеме, пак го имаме тој ефект на устата да мирише. Додека од горе надоле или кружни движења прават да тие места измеѓу да дојде до чистење на нив. Сега и една друга работа, со денешната технологија почнува да има и електрични четки, што мислам, по моје мислење, се одлични, затоа што имаат од 2 до 3 типа, имаат што се вртат или што вибрираат. И тие микро движења они прават меѓу зъбите да може да искочи храната, за да може да правилно да се исчисти. Али не повеќе од 3 до 5 минути, 2 пати дневно. Особено е важно вечерното чистење. Не преку ден, а вечерното. Зашто? Заради тоа што кога ќе си легнете да спиете, вие 8 часа во устата има идеална средина за бактериите да се размножуваат, храната се распаѓа, појава на киселини, значи 8 часа топло, влажно место каде што кој ќе станете се бале имате грст на бактерии и вируси во устата. Заради тоа, за да не се дојде до тоа, вечерното миење на зъбите е најбитна работа. Заради тоа што да не се остава да се задржува храна меѓу зъбите, да преку вечерта таа гние, се трули и да предизвикува кариес или воспалителни процеси. Додека утринското миење на зъби е битно да оној дел што не сме успеале да го исчистиме од вечерното чистење, да не дојде до дигестија на тие бактерии и вируси во стомакот, уште една се чисти и автоматски се баре да го почнете денот со чиста здрава уста, со тоа ќе имате чист и здрав стомак. Значи, тие се работи поврзани. Поврзано е целокупното здравје со здравјето на устната шупка. Тоа не е самостојно гледано, туку се е тоа поврзано. Така. А додека во случаеви единствено оправдуваме и да речеме и трет пат на миење негде на ручек, ако јадете екстремно нешто благо, лепливо, што со многу сати би било задржано во меѓу зъбите, тогаш оправдано е и да речеме да се измијат зъбите. Во некој рака 2 пати квалитетно миење со права техника е сосема доволно. Така и она што го споменавте претходно, доколку не можете да ги измиете, секогаш може јаболко да изедете. Така е природниот начин. Ако земеме во историја да гледаме, немало стално четки за зъби и не знам вакви такви пасти. Има еден од начините на миење зъби се овие, па имало дрвца, па имало многу видови, а луѓето знаеле да си го чуваат своето орално здравје и на природен начин, не само со четки за зъби. Реко, во денешни услови постојат и други методи, па специјални спрееви, ако не можете да измиете устата, има специјални течности за испирање, али да напоменам и за нив. Претерано користење на такви медикаменти, затоа што и тие се со некоја хемиска субстанца внатре што ја уништуваат локалната флора во устата. Вие во моментот можете ја завршите работата, ќе добиете убав вкус во устата, но со тек на време во устата има и добри бактерии без која устната празнина не би била тоа што е. И вие ако секојдневно земете да користите во големи количината, вие правите добрите бактерии ги уништувате и отварате простор на лошите, така наречени лоши бактерии, што ќе предизвикуваат други проблеми во устата да се размножат, па имаме кандиди, имаме тако што се многу тешки, може тоа друга тема да отвориме за кандида, затоа што многу честа е, тоа може цела емисија да се разговара само на тема кандида, само ја спомнував во контекст затоа што се користат многу, гледам луѓето на своја рака хексорали, хидрогени, во големи количини, не знам го виделе доктор дека ги испрал еднаш по они 100 пати дневно да пробаат. Не е тој начин. Дома е доволно само својата хигиена и доволно се овие
Има од овие благи раствори, мора да спомнам дали е тоа од Лакалути или од некоја друга фирма, што ќе допринесат да ја смират воспалението и да напоменам уште еднаш. На своја рака да не земаат антибиотици. Антибиотиците во гингивата во 99% не делуваат. Само во многу мал процент од случаеви, значи стрикно има места каде што може да делуваат и се даваат антибиотици. Не треба да се земат на својот рака, затоа што напротив, исто како што спомнував за овие раствори, така и антибиотиците ќе направат лошо, не добро. Повеќе штета отколку добро. Штетата е огромна. После со месеци не можеме да ја вратиме устната празнина во нормални услови. Така, секако за секој проблем најпрво треба да се консултираат со стоматолог. Тоа е најдобриот совет кој што може да се даде. Така. А во однос на превенцијата, она што го споменавте, редовна хигиена и во граници на нормала, што друго може да послужи во однос на превенција на парадентоза? Прво, она што го спомнав на почеток на емисијата, треба да се информира дома дали некаде во фамилија наследното. Значи тоа е првата, од таму се почнува. Втората работа треба да се види кај луѓе каде што, например, имаат луѓе или да речеме во рана возраст каде што забите се доста набиени. Кај тие луѓе каде што имаат набиени, да речеме извртени заби, има така да речеме слепи места каде што многу лесно влегуваат храната и доаѓа до вакви воспалувања. Значи кај тие пациенти треба хигиената да биде на малце поголемо ниво. Значи на луѓе што имаат да речеме диастеми, на простори меѓу забите, кај нив помалце се јавуваат тие работи затоа што само чистењето е подобро. Кај овие луѓе кај што имаат тескобни заби, односно набиени, кај нив треба да малце повеќе обрнуваат внимание на хигиената и на тие додатни препарати. Сега има и препарати што се стрикно наменети за премачкување, тако може да се употребуваат и тие кај овие пациенти каде што имаат предиспозиции, значи генетска предиспозиција или пак сега модерно во 21 век е доста ортодонцијата, значи постанување на тие шини. Од една страна тие шини се одлични за исправање на заби, али многу лоши се за гингивата. Зашто? Затоа што околу тие шини се нателожуваат храна и многу често кога ќе ги извадиме после тие брикети од уста, се појавуваат или расипани заби, кариозни заби, или гингивата, можам да речам, во 90% е воспалена. Кај тие, да речеме, дали во детска возраст, затоа што сега и тие ги ставаат и во подоцесна форма, ќе треба поголема хигиена и по-често да се доаѓа на стоматолог, затоа што има и други методи на чистење околу тие метални брикети. Значи, треба да се знаеме, да секој да си ја знае својата уста, своите заби, е најдобар доктор. Ќе знае колку пати треба, дали и кај луѓе, например, кај што самата структура или ако зема некоја терапија, или плувачката е погуста, или начинот на исхрана е со лепливи материи. Значи, кај тие пациенти ќе треба поголема хигиена, почесто идење на стоматолог. Кај тие луѓе кај што јадат почорбеста храна, каде што јадат сварена храна, нелепливи работи, значи тоа може и да биде екстендирано на 6 месеци. Али некоја златна средина е да се посети стоматолог на секој 6 месеци. А ако имаме пациенти што неверојатно на 2 месеци ќе дојде и он е со забен камен, полн во устата. Значи, пак ќе речам, се е тоа индивидуално, од пациент до пациент. Од потребата. Да, од потребата. А сега, достапноста на стоматологијата, мислам дека никогаш повеќе нема ординации или четки за заби, или така да, жалосно е. Има сите услови. Да, ги има, дури мислам дека е и претерано. Во секоја самопослуга има се, од сите видови на четки, од сите видови на... Некојаш ќе ме прашаат, баш како ги спомнав, од која четка да ја земете. Не е битно која четка ја земете, туку правилно да ја употребите. Сега се разбира дека поквалитетните четки, поскапите, да речеме четки, дека се со подобар квалитет во некој однос на квалитет на влакно. Но во принцип, правата употреба на четките и на пастите се побитни него од производителот.
пак ќе речам, тука се за парадонтопатијата морам да ја нагласам, испаѓа како реклама, а така е, од Лакалут Актив, тоа е една паста за заби од производителот Лакалут, која што мислам дека единствено на пазарот понуди како терапевска дејност во спречување на вакви воспалувања. Имаме многу добро искуство со, значи, ке луѓе кои што имаат такви воспалувања, со примена на оваа паста доаѓа до повлекување на тие воспалени. Значи, можам да речем дека е паста за заби, но и од друга страна и како лек. Сега на пазарот искачаат и други, не можам да ги пратам сите, затоа што ги имам во милиони, али искуството што покажува и од стручната литература, не само мојата, туку стручната литература покажува дека успехот е голем со оваа паста. Така, и сега да се осврнеме на темата која што е актуелна, како работи вашата ординација во време на пандемија, какви се протоколите? Протоколите останаа исти од почеток и до сега, не сме ги смениле, што значи тоа дека треба да се јават пациентите да закажат термин. Тоа е прво основна работа, за да можеме да направиме триажа, што значи тоа, значи да видиме дали пациентот има итна потреба од стоматолог или нема. Тоа е значи прва работа и да се види дали он ризичен пациент или не е ризичен пациент. Значи преку тој разговор ние гледаме дали бил заболен, прашуваме дали е во моментот во контакт, сите тие протоколи што важат за било која ординација, значи во било која болница, значи тоа е закажување преку телефон. Втора работа која се влага во ординација мора да се носи маска, заради тоа што за да имаме време ние да измериме температура, да поразговараме, да видиме уште еднаш со пациентот дали е во добра здравствена состојба. Уште ние немаме таква процедура да за секој пациент пред интервенција да направиме тест, мада еве разговарав со едни колеги во Данска, они имаат, замислите, тестови во ординација, брзи тестови во ординација. Во секоја ординација. Тоа би било одлично. Тоа би било фантастично, ама ние сме далеко од Данска, за да можеме тоа да си го дозволиме, затоа што и тоа кошта. А иначе најсоодветен метод е за не само за откривање за нас, туку вкупно преку таа триажа секој пациент што ќе пројде низ стоматолошка ординација фактички еден филтер поминал. Така. Но за жал кај нас уште не сме дојдени до таму. Потоа кој ќе го седнеме пациентот на столица и правиме испирање со хидроген или некое средство што ќе помога во спречување на ковид инфекцијата. Ние носиме заштитни одела, стандардно со визери, со маски со FPP3 заштита, со сите тие норми. До сега се покажа дека е успешна таа бариера и дека би можел да не се плашат пациентите од друга страна да дојдат на стоматолог, затоа што со правилна примена на овие протоколи тука нема проблем, безбедно. И се потполнува еден формулар, чисто формално, да се каже кога бил, дали е зарез, да, ако случајно дојде до некој проблем, да може да се диагностицира од кого и како е се тоа дојде. Значи, тие се протоколите во однос на ковид. Во однос на ковид во устата во празнина до сега конкретни работи, единствено што приметивме дека баш ова е во склоп на ова се наоѓа до воспалување на гингивата. Се јавуваат пациенти, одма ги познаваме, ако го знам некој пациент дека 10 години немал ништо на гингивата и однаш доаѓа со јако воспалување. Попрележан ковид? Тука може дури да е симптоми и пред другите симптоми. Што е многу чудно, али друг пат сме го забележувале и ова. Значи, треба да се види, што ковидот е непресметлив, али во неколку случаи бевме во право, ги пративме на испитување, се виде дека се позитивни, а како симптом беше, како симптом. Так. Тоа се јавило од нормална причина, зашто сувоста на устата во првиот период што се јавува кај ковид, таа изнамоштеност, па подкачена температура, да доаѓа подкачената температура, стално е поврзана со сувост на устата, автоматски доаѓа до воспалување.
Тие се тие конекции меѓу ковидот и нашата професија. Али, пак ќе речам, генерално, посетата на стоматолог, барем во нашата ординација, за сега е безбедна. Не сме имале негативен случај во тој аспект. Ви благодарам многу на разговорот. Се надевам во следна прилика повторно ќе ни дојдете во студиово и без маски, дека ќе заврши Благодарам на пандемијава. посетата, ми беше баш мило и пријатно да помогнеме, да објасниме колку може во овие прилики да им доловиме на нашите гледачи, мои пациенти, на кој начин што може да се направи за своето здравје. Ви благодарам уште еднаш. Фала и на вас.